Овој рамазански продолжен викенд Охрид е повторно полн со живот, празнична атмосфера, пријатно време и голем број туристи означуваат увертира во новата туристичка сезона. Гости од земјава и странство го раздвижија градот. Празникот традиционално носи и голем број иселеници кои се враќаат во родниот крај. Рамазан Бајрам е, не би можел да кажам, од двата кои што се слават нели како поглавен, меѓутоа после 30-дневниот пост многу наши сограѓани кои што живеат надвор од државата доаѓаат во посета на своите блиски, меѓутоа и да го прослават тука празникот. Туристичкиот сектор внимателно ги следи глобалните случувања. Настаните на Блискиот Исток носат одредена загриженост, но и можност за пренасочување на туристичките текови. Сите тие случувања на Блискиот Исток не значи дека туристичките дестинации ќе исчезнат, ќе се пренасочат на другите места кои што се безбедни. Се надевам дека и Балканот, вклучувајќи и Македонија, ќе биде дел од тоа, како во моментов нели се случува. Така што очекуваме една, да кажам, нормална туристичка сезона како и минатата. Во меѓувреме туристичкиот сектор влегува во завршна фаза од подготовките за главната сезона. Туристичките работници остануваат оптимисти и очекуваат стабилна летна сезона. По повод празникот Рамазан Бајрам, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитки до муфтијата Самет Ајдари, до членовите на исламската верска заедница и до сите граѓани од исламска вероисповед. Честитајќи ви го празникот, ви посакувам и сите други месеци од годината да ви бидат исполнети со вредностите и благодетите на најблагородниот и најсреќен месец за вас, месецот Рамазан, се вели во честитката. Рамазан Бајрам е празник кој не потсетува на важноста на солидарноста, толеранцијата и заедништвото, додава Пецаков, и посочува дека со чествување на празникот се потврдува столетната традиција на пријателство, единство и хармонија во нашата татковина. Посакувам празничните денови да ги поминете во мир и хармонија, исполнети со среќа и радост, споделувајќи љубов со ближните. Во духот на Рамазан да даруваме, помагаме и шириме добра волја. Без разлика на верската, етничката и политичката припадност, да имаме разбирање и почит кон сите наши сограѓани, заедно сплотени и солидарни да работиме на напредокот и благосостојбата на Охрид и Македонија, вели градоначалникот на Охрид во честитката по повод Рамазан Бајрам. Музеот доктор Никола Незлобински во Струга со средства од Министерството за култура и туризам преку годишната програма ќе го реализира проектот колекционирање на видови од фауна на дно од Охридско езеро со цел заштита на движното културно наследство во соработка со Хидробиолошкиот завод од Охрид. Целта на проектот е да се колекционираат различни видови организми кои живеат на дното на Охридското езеро, со што ќе се збогати природно-научната музејска збирка и ќе се придонесе кон подобро зачувување и презентирање на биолошкото богатство на езерото. Охридското езеро представува релативно голем, длабок и многу стар воден екосистем, кој се одликува со исклучителен биодиверзитет и голем број ендемични и реликтни растителни и животински видови. Посебно значајна е фауната на дното, која опфаќа организми што постојано го населуваат дното на водните екосистеми или таму минуваат дел од својот животен циклус. Тие представуваат важна алка во синџирите на исхрана и имаат големо значење за функционирањето на сладководните екосистеми. Во оваа група спаѓаат полжави стари до 30 милиони години, ендемични видови сплескани црви, пијавици, ракчина, школки и многу други организми кои се значајни за разбирањето на еволуцијата на Охридското езеро и живиот свет во него. Како што информира директорката на музеот доктор Никола Незлобински, Цветлана Василевска, проектот ќе се реализира во 3 фази. Првата фаза, која започнува во месец мај, предвидува теренски активности за колекционирање примероци од различни локалитети на езерото. Во втората фаза ќе се врши лабораториска анализа и обработка на собраните примероци во лабораторијата на оделението за фауна на дно при Хидробиолошкиот завод во Охрид. Во третата фаза, по нивната обработка и детерминација, дел од материјалот ќе биде изложен во природно-научната поставка на музеот, при што ќе бидат подготвени и стручни текстови за карактеристиките и значењето на видовите. Со реализацијата на проектот, музеот ќе збогати својата природно-научна збирка со материјал од значајна научна и едукативна вредност, овозможувајќи подобро запознавање на јавноста со уникатниот жив свет на Охридското езеро.
За овој продолжен викенд засилени полициски контроли во Охрид, како што велат од полицијата, ќе бидат вклучени мобилните електронски камери кои ќе бидат поставени на сите места каде се очекува зголемена фреквенција и на сообраќајниците кон туристичките локалитети. Полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај ќе бидат присутни на клучните сообраќајници низ градот и на влезовите во Охрид. Од СВР Охрид апелираат до сите возачи да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да придонесат за зголемена безбедност во сообраќајот. Пред стартот на летната сезона пак се очекува да бидат поставени и над 40 сообраќајни камери кои ќе бидат дел од современиот систем за надзор Безбеден град, наменет за детекција на прекршоци и зголемување на сообраќајната дисциплина. Денеска точно во 15 часот и 46 минути на северната хемисфера започна пролетта, во исто време кога на јужната хемисфера започнува есента. Денешниот ден го одбележува пролетната рамноденица, период кога денот и ноќта се речиси еднакви. Тоа е точката кога сонцето ја преминува небесната рамнина на екваторот и од денес на северната хемисфера започнува да доминира светлината. Сонцето изгреа во 5 часот и 37 минути, а ќе зајде во 17 часот и 46 минути, што значи дека првиот пролетен ден трае 12 часа и 8 минути. Пролетта, според астрономските критериуми, ќе трае 92 дена, до 21 јуни. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди, дуваше умерен повремено засилен ветер од северен правец. Максималната температура достигна 11 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура од -7, а максималната дневна до 11 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -4 до максимални 16 степени. Следува период на променливо облачно време. Во деновите од викендов ќе се задржи стабилно и суво, а во почетокот на новата седмица ќе има услови за повремени локални врнежи од дожд.